Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во Охрид денеска ќе биде отворена конференцијата на Советот на министри за култура од Југоисточна Европа, посветена на јакнење на културата во функција на одржливиот развој. На отворањето на конференцијата најавено е воведно обраќање на министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Обраќање ќе имаат и директорката на регионалното биро на УНЕСКО за наука и култура во Европа со седиште во Венеција, Магдалена Ландри, како и министри за култура, заменици министри и представници на земјите од Југоисточна Европа. На конференцијата се очекува да биде усвоена Охридска декларација одржливи културни модели за иднината. Република Македонија го презеде председателството со Советот на министри за култура од Југоисточна Европа, јакнење на културата во функција на одржливиот развој во 2024 година за време на министерската конференција што се одржа во Херцег Нови, Црна Гора. Премиерот Христијан Мицковски денеска ќе присуствува на поставување камен темелник на училишна спортска сала во населеното место Колешино во општина Ново село. Уште едно рочиште за случајот Пулс, на кое сите обвинети во своето воведно излагање ја отфрлат одговорноста и се противат на обвиненијата кои им се ставаат на товар. Обвинетите кои работеле во Министерството за економија, а имале надлежност околу издавањето на лиценците за Пулс, на денешното судење кажа дека имале само канцелариска работа, но не и надлежност да проверуваат на терен дали некој објект ги исполнува условите да добие лиценца. Незадоволни од обвинението, кое според одбраната е неиздржано, еден од адвокатите го праша обвинителот од Кочани, зошто тие не постапиле 13 години по допрен глас, дури работела импровизираната дискотека. Шо правевте вие 13 години во Кочани? Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт. Нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Не се оние што требале да проверуваат хидранти, инсталации, излези. Не се оние што го преполниле клубот. Не се оние што ја запалиле пиротехниката. Ниту еден од поранишните вработени во Државниот пазарен инспекторат пак не сметаше дека поради нешто што сториле или не сториле, директно го предизвикале пожарот во Пулс. Обвинетата инспекторка се бранеше дека кога вршила увид во 2012 година, кабарето имало услови за работа и прием за 170 гости. Раководителот во Државниот пазарен инспекторат пак кажа дека постапувал само по наредба на директорот, а директорот не му дал упатство да прави инспекција во кабариња и дискотеки од 2017 година. Во 2012 бев во контрола дека објектот во целост ги исполнуваше условите предвидени од страна на наша надлежност согласно законските одредби по кои постапуваме ние. А раководителите, виши инспектори, како што сум, овие добиени упатства и насоки ги пренесуваат на инспекторите. Во периодот од октомври 2017 до денот на немилиот настан немам добиено насоки за контрола на исполнување на МТУ во кабареа, ноќни клубови, дискотеки. На поранишниот административен работник во економија кој е обвинет за примање мито за издавање лиценца, му е укинат притворот со имотна гаранција која ја приложил од 600.000 евра. Следното ручиште продолжува со воведни зборови на двете обвинети фирми и обвинетиот Александар Нацев, пошто ќе следи и сведочење на сведок предложен од обвинителството. Тамара Дичевска, Сител телевизија. На нешто помалку од 20 дена до Нова година Скопје ни во очекување на предпразничниот амбиент. Загреб, Прага, Рим, Минхен, Страсбург, вака изгледаат метрополите во пресред на новогодишните и божикни празници. Европските престолнини се во полн сјај уште од пред почетокот на декември, а атмосферата дополнително ја надополнуваат со познатите божикни маркети кои се туристичка атракција. На Скопскиот плоштад се уште нема ниту елка.
Поставени се куќички на кои треба да се продаваат сладки, бомбони и украси, но не се во функција. Од град Скопје велат до средината на овој месец градот ќе биде украсен. До 15 декември целосно ќе бидат завршени сите активности. На тој ден град Скопје ќе организира настан на кој заедно со голем број дечиња и жители на главниот град официјално ќе го осветлиме плоштадот Македонија. Очекувајте убава атмосфера и многу забава за сите генерации. Најавија и новогодишна прослава со домашни изведувачи. На плоштадот на 31 декември ќе настапат Каролина Гочева, Тамара Тудевска, фолклорни групи и забавна програма за деца. Деталите за програмата се уште не се познати. Граѓаните се надеваат дека Скопје ќе добие новогодишна атмосфера како што му доликува на главен град. Многу поише украси, многу по, не знам, чувство дека е нова година, па што декември не е нова година. Знаете ли дека ќе има нешто, дека прослава? Па има, да, кажа дека ќе има као само македонски артисти во центарот на градот, ама мислам дека џабе пошто сите Скопјани сидат на други места за нова година и веќе се сите негде резервирани. Дојдовме, ама некако да очекуваме, ама ништо слабо. Нема елка. Што сакате да видите сега еве? На Китиното во центар. Сакавме да видиме како на Китено, но уште не на Китено. Ќе биде. Па јас веќе не сум тука, така да не очекувам ништо искрено. Не живеете тука? Не, во Германија сум со сопругот. Кога се украсува, од кога има? Цело лето. Навистина е стално украшено таму. Украси и сјалички може да се забележат на кафулињата и рестораните. И елка има, но на територија на општина Центар, на улицата која води до плоштадот. Од општината Центар најавија посебна прослава за Нова година, како што организирале и во последните неколку години. Миријана Давидовска, Сител телевизија. По продолжение следуваат и вести од светот.